Како што и претходно најавив, централниот митинг тука во Крушево треба да започне во 20 часот во оваа сала. Имавме можност да слушнеме кои се првите пораки на лидерот на СДСМ Венко Филипче, но и на нивните кандидати од скопските општини, а кои се очекувањата на оваа партија и кои се пораки ќе бидат упатени до граѓаните на Македонија, предлагам да погледнеме од разговорот со подпредседателката на оваа партија Фани Канафилова-Пановска. Со кои пораки излегувате пред граѓаните, какви проекти ќе им ветите и на Крушевчани, меѓутоа и проекти низ целата држава? Благодарам. Вечерва караванот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започнува со Крушево. Вчера имавме прилично енергизирачка конвенција за представување на сите кандидати за градоначалници. Мислиме и сметаме и гледаме дека тонусот на нашето членство на партијата е сериозно подкренат. Денеска во Крушево ќе имаме можност да го представиме кандидатот за градоначалник, кој што е практично наш актуелен градоначалник тамо во изминатите 8 години. За тие 8 години нашиот другар Томе направи многу за Крушево. Во програмата за следните 4 години за Крушево се нуди стабилна вода до сите домови, се нуди за обиколница која што треба да го реши метежот во центарот на градот. Се нудат новитети поврзани со туризмот и авантурата како параглайдингот од Црн врв, но се нуди и општинска администрација која што ќе им помага на семејствата, ќе им помага на ранливите категории, особено на старите изнемоштени лица, така што една комбинација од проекти и идеи кои што треба да го подобрат животот на крушевчани, да го направат Крушево место во кое што младите ќе сакаат да останат, со тоа што јавните простори ќе бидат побезбедни, позелени, отпадот ќе се одложува преку интегриран систем за одлагање на отпадот и едно чисто, зелено и хумано Крушево, што впрочем се и постулатите на програмата која што Социјалдемократскиот сојуз ја нуди на овие локални избори за останатите општини. Социјалдемократскиот сојуз во сите општини ќе нуди решенија кои што ќе значат функционален и безбеден јавен простор, решенија кои што ќе обезбедат чиста животна средина, решенија кои што ќе значат политики на општинската администрација што ќе бидат по мерка на граѓаните и пред се решенија кои што ќе обезбедат младите да останат во насите општини. Се бориме за Македонија, се бориме за нашиот дом. Така, на секои локални избори се чини дека клучната битка се води во Скопје, се разбира, тоа е главниот град, меѓутоа денес Скопје не личи далеко од метропола, дури не личи ни на место за нормално живење. Живееме во загаден град, полн со прашина, сообраќаен хаос, метеж, за да стигнете од едно до друго место ви треба речиси 1 час. Живееме во Скопје кое што не е функционално од никаков аспект. Кои се проектите кои што ги нудите за Скопје, зошто, например, Каја Шукова е најдобар избор за скопјани? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со програмата за градот Скопје и со нашата Каја Шукова нуди еден антипод на се што значеше 4-годишното владење на ВМРО ДПМН со градот, со советнот, па и со поддршката што ја имаше актуелната градоначалничка Арсовска од таа партија. Сметаме дека градот, како и целата држава во последните 5-16 месеци не бил позагаден, не бил позатрупан со ѓубре, граѓаните не се чувствувале понебезбедно, а децата не можат сигурно да се враќаат од дома до училиште. Загадувањето на воздухот е енормно. Гледаме една комплетна некапацитетност да се справат со дивите депони, иако истите беа ветувани. Скопјани немаат јавен превоз, а уште помалку па достоинствен јавен превоз за да стасат до своите работни места или до училиштата и градинките и домовите. И програмата која што ја нудиме и градоначалничката Каја Шукова, која што е навистина личност која што има и компетенции, има и личен интегритет, има и трудолюбивост, во неа е една огромна можност за граѓаните на Скопје да градот Скопје заличи на хумано место за живење, да ја вратиме солидарноста во Скопје, да ја вратиме чистата и здрава животна средина. Големи проекти чинат и многу пари.
Вие немате поддршката од централната власт, како што, например, ќе ги имаат општините кои што ќе ги освои владеачката партија. Од каде пари, како ќе се финансираат овие проекти, имате ли конкретни рокови до кога ги ветувате за нивно исполнување, како ќе ги полните буџетите на општините? Сите наши проекти се базираат на издржани решенија, работени се во консултација со експерти во областите и буџетите и финансиските конструкции за секој од нив е реален. Сакам да коментирам на тоа како ќе ги спроведеме со оглед на тоа што во моментов ја немаме централната власт. Видете, централната власт и локалната власт не се пари, не се раздаваат со пари кои што се на партиите. Централната власт не е на ВМРО-ДПМН, иако е во нивни раце. Централната власт, како и локалните власти, без разлика од кого се предводени, треба да работат за граѓаните. Апсолутно нема никакво оправдување во ситуација кога имаме централна власт предводена од ВМРО-ДПМН и градоначалници предводени од опозицијата, од Социјалдемократскиот сојуз во моментов, да се случуваат ситуации во кои што централната власт не си ги извршува своите обврски визави општините, не ги обезбедува и не ги финансира буџетите согласно законските барања и потребите на општините, затоа што тоа не е финансирање на СДСМ, тоа е финансирање и поддршка за граѓаните што работат во тие општини. Па согласно тоа се надевам дека и во ситуација да централната власт остане за текот на целиот овој мандат на општините каде што градоначалниците ќе бидат од редот на Социјалдемократскиот сојуз и другите опозицијски партии, ќе биде доблесна да свати дека работењето за општините практично значи работење за сопствените граѓани, значи работење за семејствата, значи работење за нашиот дом. За крај ќе ве прашам и за заострената реторика која што ја гледавме во предизборието, дури денеска пораќите кои што ги слушаме се со контрааргументи, постојани критики. Власта вели дека дури и пожарите се иницирани или имаат некаква заднина поврзана со изборите. Каква кампања очекувате, какви пораки СДСМ ќе испраќа на овие избори? Пожарите се во директна, односно последиците и превенцијата од случување на пожарите се директно во ингеренција и на локалните самоуправи, на територија каде што градоначалници се на ВМРО-ДПМН и во ингеренции на ресорите на Министерството за животна средина, на Министерството и така натаму, на градот Скопје, и градоначалничката, и мнозинството во Советот во град Скопје, и градоначалниците во општините, и во Бутал, и во Газибаба, и во Аеродром, и централната власт е на ВМРО-ДПМН. Не справувањето со пожарите исклучиво резултат на некапацитетноста на оваа влада и на централно и на локално ниво, а каква кампања ќе водиме ние? Нашата кампања ќе биде фер, нашата кампања ќе биде транспарентна, нашата кампања ќе значи разговор со граѓаните во секоја улица, во секое мало, во секое семејство, во секој дом, затоа што само на тој начин ќе можеме како држава, како институции и како политички партии да ја вратиме довербата кон граѓаните во она што значи подобри општини и подобар живот за граѓаните тука во целата држава. Како што кажав, наскоро тука во Крушево започнува првиот митинг на Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата, а со повеќе детали околу него во информативното издание во 21 часот. Благодарам, Дарко. Дарко Старгов.